Крстот ќе остане во црквата. Закани, туркање, влечење и непристојни зборови за во чии раце да биде крстот. За среќа, инцидентот што фрли дамка на водици во Штип не траеше долго. Не го зема од раце крстот. Кој што сите се седесне, го фаќам крстот и пушчал со закана, то не е убаво. Прегалничкиот митрополит објави соодветна мерка како опомена за воиднина да не има вакви и слични инциденти. Па бидејќи настана еден немил настан, затоа предложивме се додека се смират луѓето, крстот да остане во црквата ова година, а в година ако се следат работите како и годините наназад, повторно ќе биде крстот носен из градот. Бидејќи крстот ќе биде во црквата, ќе можат сите верници кои сака да дојде да се поклони во црквата и да го целива крстот во соборната црква во Свети Никола. Среќниот на крајот сепак е Наумче Балевски. Од владиката господин Иларион, градоначалникот Благој Бочварски и неколку компании, Балевски прими пригодни подароци. Чест ми беше мило што фаќам прв пат крстот во Штип, за дека пошто полос чипијанец мајка ми Штип и за прв пат во овие години го фаќам крстот мој. Брегалничкиот митрополит ги благослови водици во Штип. Бог се јави, нека е честит и вечен празникот, како и сите години ова година. Според преданието на црквата, Светиот крст се спушти во реката Брегалница, символизирајќи ја реката Јордан и крштевањето Господово. Од ова место, од градот Штип, посакуваме мир и благослов на сите луѓе. Национално од Стариот мост кај Јаворот, 30 минута кандидати ги грееше надежта дека кај некој од нив оваа година ќе му се посреќи со фаќање на крстот. Најсреќен сепак помеѓу нив беше Антонио Станков. Како од епархијата, така и од општината и повеќе фирми, тој доби пригодни подароци. Посакувам здрави и среќа на сите, да се живи и здрави, тоа е најбитно. И тоа е тоа. Втор пат го фаќам. Прв пат ми беше од 2018. Фрлањето на крстот во Брегалница го следеа штипските парламентарци и нивните колеги политичари. Убав ден во Штип, убав ден во целата Македонија. Им го честитам големиот празник на сите православни верници во Републиката и за многу години да е денот. Драго ми е што денеска на овој голем христијански празник сум дел од манифестациите кои што се одржуваат во Штип, во Истокот, и од тука во име на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија сакам на сите да го честитам овој празник. Би сакал да искористам оваа прилика да го честитам на сите наши граѓани големиот христијански празник Богојавление Водици, кој што е голем празник, и да посакаме на почетокот на оваа година да овој празник ни помогне да сите заедно исчекориме по патот на просперитетот, напредокот, развојот. За период од неколку години, ова е втор посериозен инцидент за време на водици во Штип. Претходно, по чии мотиви беше сниман и долгометражен филм, беше инцидентот во Новосело, кога од раце на девојка буквално и беше одземен крстот.